Добро вечер, дами и господа. Чест ми е пред се да ви се заблагодарам што се дел од оваа академија и дојдовме до една и многу интересна тема за оваа вечер. Тема за која сите зборувате, тема која цело време се споменува во нашиот говор, а тоа е нулти разговор. А што е тоа нулти разговор, зашто ни служи, како да го употребиме и кои се карактеристиките на истиот, ќе ми биде чест и задоволство вечерва да одржам ова предавање за вас, да помогнам како дел од продажба или дел од алката наречена академија ова вечер. Јас сум Никола Мостро, инвестициски агент, брокер во осигурување, пензиски агент и вечерва ќе се дружиме заедно на тема нулти разговор. Ќе ми дозволите само да ја шернам презентацијата. Презентацијата. Вечерашната тема нулти разговор. Ајде да видиме зашто впрочем станува збор. Прво да направиме една мала дигресија и да знаеме точно за што разговараме, бидејќи во овие наши работилници често знаеме да слушнам, барем јас, каде што некој вика јас имав нулти разговор, па потоа закажав состанок и така натаму. Редоследот на говор, односно закажување со вашите клиенти е прво треба да закажеме состанок, па на тој состанок да водиме еден нулти разговор или разговор во кој ќе видиме кои се карактеристиките што сакаме да постигнеме со тој разговор во текот на продажбата. Ајде да видиме што е тоа нулти разговор и за што ни служи. Многу често поставувано прашање, многу лутаме во истото, нагаѓаме и така натаму. Моја задача ќе биде да ве опуштам и да ви видиме за што впрочем станува збор. Ево земаме едно хипотетичко сценарио дека вие сте седнале веќе на закажан термин, на закажан состанок со вашиот соговорник и како млади соработници, ако сме веќе честни и поштени према сами себе, ќе сватиме дека имаме малку една тегоба во нашиот желудник. За што служи нултиот разговор и што треба да направиме ние во тој нулти разговор? Прво, да го опуштиме нашиот соговорник. Зошто? Сме го викнале на состанок, сме му најавиле една тема. Независно на кој начин сме го закажале тој состанок, но имајте во предвид дека тој ваш соговорник е со прашалници и вика чекај за што ќе разговараме, како ќе разговараме. Па и покрај тоа ако сте му најавиле за што ќе разговарате, знае дека ќе разговарате нешто во врска со финансии, со неговите дечиња, со неговите и така натаму, цел ние прво да го опуштиме. Зошто да го опуштиме соговорникот? Бидејќи запомнете една работа. Човек, па и вие кога разговарате со некого, и вие сакате да разговарате со опуштени луѓе. Тие луѓе зрачат со самодоверба. Она што се говори кога човек е опуштен, го восприема. Па земите само за еден пример. Кога одите во продавница, има една мелозвучна мелодија во позадина, зошто? Затоа што сака да ве опуштат, бидејќи само опуштен човек купува повеќе. Напнат човек никогаш не купува. Секогаш е она дали да земам, дали да не земам и така натаму. Втората цел е да ве опушти и вас. Ајде да бидеме уште попоштени према сами себе, кога седнуваме за прв пат да разговараме со некој човек, си поставуваме прашање, сега за што ќе разговараме, дали ќе биде добар разговорот, како да го отпочнам разговорот, кое прашање да му го поставам, и таа напнатост се осеќа и кај вас. Таа напнатост од зрачи во воздухот. А што е целта? Со самото тоа и разговорот ќе биде поопуштен. Ако ние успееме да го опуштиме соговорникот, ние да бидеме опуштени во целокупниот разговор и разговорот ќе биде опуштен. А чиме разговорот опуштен, тогаш и одиме кон целта. Овде имам неколку термини кои пишува опуштеност, лежерност, согласност и допадливост. За опуштеноста веќе кажав. Дали е потребна или не е потребна опуштеност? Ако јас сум сега вака стиснат, ако треперам, ако гласот ми трепери, ќе сумњате дали тоа што го кажувам е исправно или не, дали е точно или не. Но ако мојот глас биде опуштен, ако моето тело биде опуштено, ако мојата појава е опуштена, јас верувам дека и вие ќе бидете опуштени и ќе уживаме и во ова предавање. А камоли во одреден разговор на тема со ваш соговорник на закажан термин. Доколку би биле во живо, а ќе бидеме во живо на работилница, вие сакате да разговарате со лежерни луѓе или со напнати луѓе?
нормално. Викам, имам еден другар, вика, кога и да седнам со него на столче, тој е секогаш лежерен, опуштен, вика, му плива телото, вика, кога ќе го видиш вака од страна, неговото тело плива. Што значи тоа? Тој ужива, а вие уживате во негово присуство. Зошто? Затоа што убаво се чувствувате. Има убава енергија околу вас. Тој човек зрачи со позитивна енергија, па сакате да видите во негово обкружување. Па и вие бидете лежерни во тој разговор. Зошто? Вашиот соговорник да сака да биде во ваше присуство. Имаме една трета тема овде која пишува согласност и на младите соговорници, на младите соработници најчесто им оди многу тешко. Јас сакам да ви давам ветар во грб и да ви кажам што значи согласност. Лесно е да разговарате вие со вашата другарка и со вашиот другар, со вашиот кум, колега од на работа, кога имате иста емоција, исти теми на разговор, иста домен на интерес за кој разговарате со нив. Многу лесно ви оди разговорот. Така, и сакате да седнувате и да разговарате со луѓе кои ви даваат поддршка и се согласни со вашето мислење. Ама кога ќе седнете да разговарате вие со вашиот клиент и кога ќе почне да ви зборува небулози, прво што му викате вие, не, о, прачна. Не, луѓето сакаат да бидете согласни, сакаат да ги поддржите. Сакаат да им бидите ветар во грб, затоа и седнуваат да разговараат со вас. За оваа тема ќе се вратиме малку подоцна, ќе ви дадам едно многу интересно решение за истово. И четврта тема е допадливост. Многу интересна тема, но јас малку ќе ве отргнам настрана, зашто таа допадливост не се мисли во овој случај само на физичка допадливост, дали на некој му се допаѓаме или не, најмалку се однесува на тоа, и покрај тоа што ние треба, кога ќе излеземе на терен, да сме средени, скоцкани, уредни, културни, пристојни, сето тоа влегува во допадливост. Но допадливост овде се однесува на нешто друго. На човек треба да му се допаднете како карактер, треба да му се допадне вашата енергија, вашиот ентузијазам, треба да му се допадне вашиот професионализам. Сите овие фактори се фактори за допадливост. Да му се допаднете на вашиот клиент. Има една многу интересна реченица, која слободно можете да си ја запишете, а ќе ви биде водилка кон успехот понатаму. Вика, искористи ја секоја негова тема во разговорот во сопствена корист. Знаете ли што значи тоа? Тоа значи да прашувате. Тоа значи кој го води разговорот. Ево, јас ќе ве прашам, кога седнувате да разговарате со ваш клиент, од таа мала нелагодност во вашиот желудник, вие почнувате да зборувате 100 на сат и да зборувате се и сешто, ама најмалку да го прашувате за неговиот интерес. Топла препорака. Ево, ќе ви кажам едно правило кое важи во цел свет. Разговорот го води тој што прашува, а не тој што говори. За да го водите разговорот, начнете тема која му е интересна на вашиот соговорник. Ако ви е ваш колега од работа и сака да си купи нов автомобил, докај си со колата? Каква кола сакаш да купиш? Колку парички е? Луѓето, во принцип, немој да заборавите, сакаат или да се жалат, или да се фалат. Многу е лесно да ги испровоцирате да зборуваат. Ако е некој што сака да се жали, прашај го за нешто што сака да се жали. Ако некој што сака да се фали, прашај го за тоа што сака да се фали. Верувајте, е поврзано со финансии. И едното и другото. А што ни е наша крајна цел? Да му понудиме решение и за едното и за другото, нели? Вика, ненаметливо и неформално испровоцираја таа тема. Ова е многу интересно. Како сега ненаметливо? Многу едноставно, повторно со прашање. Ако ти му кажеш на човек нешто, тоа е сугестивно, тоа е наметливо. Но ако го прашаш за истото и тој ја каже неговата цел, неговиот интерес, тоаш не е наметливо. Тој ти ја наметнал темата, односно тој има чувство или таа дека тој ја наметнува темата на разговор, не вие. Вие сте само тој што сака да слуша. Аха, супер, браво. Како планираш да го реализираш тоа? Имаш ли одредени идеи? Си слушнал ли нешто? Аха, браво, одлично. И одите во пат на согласност. Но темата сте ја испровоцирале вие. Топла препорака за сите тие што го работаат прашалникот, јас викам, научете ги вие прашањата од прашалникот, бидејќи таму, во самиот прашалник,
имате доста животни прашања што сака соговорникот да разговара со вас. Па неформално и ненаметливо само наметнете некоја тема на разговор од прашалникот. Верувале или не, ќе бидат многу речити и многу ќе сакаат да зборуваат на таа тема. А што треба да правиме ние? Само да прашаме. Многу луѓе, односно многу соработници знаат, често ме прашуваат: Никола, а што сакам, што треба да постигнеме ние со прашалникот? Што е целта на прашалникот? Ајде да видиме што е целта на прашалникот. Ние доаѓаме од различна професија. Доаѓаме со различен поглед и перцепција од страна на нашите соговорници. Не знаат во некакво светло претходно. Во текот на ова нулти разговор, целта на нултиот разговор е да стекнеме една нова доверба, едно ново светло, едно ново видување од страна на нашиот соговорник према нас. Зошто? Затоа што треба да не перцепира во едно друго светло. Тоа е првата мисија и визија за ова тема. Можете слободно да ја представите уз разговор, она што умеете да го кажете: јас почнав да работам на нов бизнис во една нова фирма, многу успешна. Немој да претерате со едификација. Најуспешна на Балканот, олку сме големи, толку сме, ВФУП се вика фирмата и така натаму. Не. Продајте го собственото задоволство зошто сте член на таа фирма. Ќе бидам сурово искрен и сурово реален и ќе ви кажам нешто. Јас сум професионалец кој е во редовен работен однос во ВФУП. Знаете колку му значи на мојот соговорник името ВФУП? 0. Воопшто ништо не му значи. Му значи разговорот со мене. Значи разговорот со вас. Како вие ќе зрачите во тој разговор? Како вие се чувствувате како член на таа компанија и фирма? Тоа му значи. Дали сте вие задоволни? Дали тој ќе биде задоволен доколку пристапи да има дружба со нашата компанија, а вие член во истата? Тоа му значи. А дали нашата фирма се вика ВФУП или ВФП? Прв пат во живот може да слуша за незе, ништо не му значи. А ние сме благо разочарани како е можно досега да не слушнал за истата. Продајте го собственото задоволство. Тоа 100% ќе го восприеми. Многу важна работа за остварување на цели во нултиот разговор е не да предпоставуваме, бидејќи предпоставката е, знаеме што е, разговаравме на минатата тема, сите ние што предпоставуваме како нешто ќе биде, сме само доаѓаме до одреден неуспех или разочарување. Што е целта на нултиот разговор? Не да предпоставуваме, туку да видиме како нашиот соговорник размислува, како резонира, какви резони има во животот, какви визии, какви цели, какви искуства досега има за одредени теми за кои ние сакаме да разговараме. Само на овој начин ќе имаме прав пат како да разговараме во прашалникот или во опти профилот. Доколку не му дадеме шанса и додолку не си дадеме самите ние шанса да видиме како нашиот соговорник резонира од негова перспектива, ние само ќе си водиме, ајде да речем, рововска битка или ката. Значи, со замислен противник. Не, ние треба да разговараме со нашиот соговорник и сакаме да му најдеме цел како да си ги оствари собствените желби, интереси, мотиви во животот. Со тек на разговорот, дефинитивно ќе го подигнеме и нивото на доверба и во нас, и во фирмата, и во нашиот стручен тим. Бидејќи немој да заборавате, вие сте првото огледало на вашиот тим. Вие сте првата, ајде да речем, не бариера, него слика на нашиот тим, на нашата фирма. Како што вие ќе ја представите фирмата и вашиот тим, така ќе има очекувања понатаму вашиот соговорник кога треба да разговара со вашиот ментор, брокер, директор, директорка и така натаму, но имајте во предвид дека вие сте тие кои ја представувате целата компанија. Ова е мал терет за вас, но ќе биде и големо воодушевување. Ова е рецептот. Наметни ситуација каде што ние го имаме лекот за неговиот проблем, односно за неговата болест. А тие треба сами да го побараат.
Сега овде правиме една многу голема грешка сите на почеток. Јас сакам веднаш да интервенирам, бидејќи ние кога ќе слушнеме дека нешто има интерес во текот на нултиот разговор, да, јас сакам да земам едно кредитче за колата, намерно го земам овој пример. Ние нудиме кредити, танк одма. Не. Вие направете ситуација, доколку ние можеме да ви обезбедиме. Или да ти обезбедиме ако сте на ти, ако сте блиски. Најдобро можно финансиско решение за ти да си ја купиш колата и да те чини најефтино, дали би сакал една таква понуда? Да, кажи што треба да направам. Тој во тој случај ви бара решение за неговиот проблем. А ако ти му понудиш директно кредит, ти си му понудил како секој остана досега банкар, агент и така натаму, ти си само еден од многуте. Но ако му го прашаш дали смееш да му понудиш најдобро можно решение на пазарот, во негов интерес, со најмали трошоци, тогаш ќе ве обожава. Тогаш го бара сам лекот, не му го нудите вие на сила. Ова е многу битна финеса во нултиот разговор. А ако немате чувство дека сте го постигнале ова, вратете се еден чекор назад. Некаде сте направиле некоја утка. Добро, викаш Никола, кажа доста работи. Но резиме, ајде да видиме што е најважно. Емпатиско слушање на соговорникот. Ако со секој од вас поединачно поразговарам, сите ќе ме уверите дека емпатиски разговарате со луѓето. А што е впрочем емпатиско слушање на соговорникот? Ево ќе ви давам еден пример. Седиме во канцеларија, разговараме втор термин со соговорник, односно со клиент, и соработникот нов стои од страна и слуша. Но пред разговорот се договоривме, викам сега супер, направивме анализа за клиент, направивме анализа на прашалник, спремивме понуда, јас разговарам со соговорникот, ти ревносно слушај и забележувај се. И верували или не, се беше така. Само на крајот, после терминот, завршивме со потпишан договор, све супер, и ми вика соработникот, молим те остани уште 10 минути, имам да те прашам нешто. Сел задоволен, еуфоричен, потпишавме договор, браво, супер. Ако гледам вака во ликот дека не ми е нешто баш многу среќен. Добро, останавме уште 5 минути после. Ги испративме сите, потпишавме договор, му викам, кажи што е проблемот. Вика, шефе, мене ништо не ми е јасно. Кажи што не ти е јасно. Јас, вика, во еден момент тебе вика да видиш што имам запишано. И стварно цел разговор го имаше запишано. Вика, ти го прашуваш ова, тој ти одговара со 80-то. А ти му викаш да, така е, и му одговараш трета реченица и тој ти вика фала, тоа го барав. Вика, јас не можам да најдам НЗС во вашиот разговор. Му викам, друже мој, тоа е емпатиско слушање. Многу често ќе паднете во една замка во која не секогаш вашиот соговорник ве прашува тоа што вие му одговарате. Одговарајте му на неговите мисли, на неговите интереси и на неговите чувства, а не на зборовите кои ви ги изговара. Многу бидете внимателни што ви кажува и што ве прашува соговорникот. Внимавајте што сака да му одговорите, а не што ве прашува. Оваа тема е клучна, за ова емпатиско слушање ќе имаме посебно предавање, бидејќи сметаме дека од суштинско значење за разговор во нулти разговор, но многу важна алка, што е најважно? Емпатиско слушање на соговорникот. Бидејќи малку имаме незгодна ситуација на почеток во нулти разговор, бидејќи сме нови, па сакаме многу да зборуваме, сакаме многу да кажеме, сакаме да се покажеме дека за 2 месеци или за 1 месец колку многу сме напреднале во овој бизнис и така натаму, а тоа, дами и господа, е само замка. Луѓето сакаат да разговараат со луѓе кои се многу јасни, прецизни, кратки и едноставни. И вие сакате да разговарате со такви луѓе, се кладам. Сакате да разговарате со луѓе кои ќе ви кажат со една реченица и се ќе ви биде јасно. Сакате да бидат прецизни, точни, а не да ви прават колбасици од реченици или да бидат филозофи, за кој како сака, но сакаат луѓето да бидат едноставни. Зошто? За да можете едноставно да се разберете. Ова е многу тешка работа, да се сложи со спротивното. Ова е она што ви кажав пред малку, ќе ви објасна малку подоцна, или она не. Многу често кога разговарате со вашите соговорници, бидејќи сега вие имате одредена наобразба по ова прашање,
Ќе ви кажат небулози, ќе ви кажат и невистини, ќе ве провоцираат со одредени прашања со кои тие самите не се сложуваат. Замислете, јас ви велам дека треба да се сложиме со нив, а тие кажуваат небулози. Не сакаат луѓе кои се контраат со нив. Не сакаат луѓе кои имаат различен став од нив. Сложете се. Јас ќе ви кажам само еден пример, кој мене своевремено во таа фаза ме научи мојот ментор. И јас бев од тие борбените што викав, како да му се сложам, зошто да му се сложам, појма нема, јас сега глупости треба да кажувам. Не ме вика Никола. Имаш многу едноставен начин како да му кажеш. Бидејќи, ако ти му кажеш не, ти се контраш со него. А ако му кажеш, друже, како е ова возможно? Сето ова што го кажа, своевремено и јас исто како тебе размислував. Како од мене речениците одуста да ми ги вадиш. Но бев на едно советување, на едно предавање од еден мој многу ментор на многу висока позиција, директор во нашава компанија. Слушнав една реченица и јас се восхитив. А таа реченица е она што вие сакате да му го кажете. Слободно кажете му она што мислите да кажете, но кажете му дека тоа го кажал некој директор на висока позиција и кажете му нешто што е аргументирано, а не да му викате не ти појма немаш. Кажете му е вашата аргументација. И на крајот од реченицата кажете му, од кога го слушнав јас ова, искрено да ти кажам се преиспитав, почнав да читам, да се информирам и сватив дека сум во заблуда. Што мислиш ти во врска со тоа? Знаете што ќе ви одговори? Абе, убаво кажа, знаеш дека човекот бил во право. Еве ви само еден начин како можете да се справите со некој што кажува небулози, невистини, се контра со вас и така натаму. Сепак на крајот понудете му решение што тој сака да го слушне. Во текот на разговорот, па и на моево предавање, не знам колку пати го слушнавте прашалник, имаме начин, ние тоа го решаваме на многу едноставен начин. Единствено нешто што треба да направиме за да ги решиме твоите некои се проблеми, рековме ако се жали, некои се потреби, ако се фали, некои во зависност од потребите ќе изберете точна терминологија. Битно е многу пати во текот на разговорот да му наговестите дека тоа на многу едноставен и лагоден и професионален начин ние го решаваме преку еден прашалник. Треба да земеме, да седнеме и да го пополниме прашалникот така да стручниот тим, односно мојот менторски тим, брокерскиот тим, што сакате употребите, ќе направи една најдобро можно решение за твоите потреби. Ние правиме custom made понуда. Како? Само за тебе. Дали ти и било кој друг овде во наше обкружување сте исти? Што мислите што ќе ви одговори? Па не, сите сме различни и така натаму. Па токму од таа причина ние пополнуваме еден прашалник за да можеме да направиме понуда исклучиво за тебе, со твоите можности, со твоите потреби, со твоите навики, со твојата визија, за твојата иднина. Дали би сакал да пополниме еден таков прашалник? Што мислите што ќе ви одговори? Не. Веќе вратата према прашалникот ви е отворена. Со нултиот разговор треба да направиме човекот да се чувствува пријатно, да му бидиме допадливи, да бидиме лежерни, да му бидиме професионални, да го испитаме во нултиот разговор кој би бил неговиот интерес зошто да го пополни прашалникот, а не да му биде наметнет. Сам да ви побара да го пополни прашалникот за да си оствори некои негови животни цели. Имам едно прашање овде. Колку долго треба да трае нултиот разговор? Доколку бевме во живо, ќе добиев најразлични одговори. Некој ми вика 5 минути, некој 15, некој половина час и така натаму, а ниеден од тие одговори не е точен. Впрочем, дами и господа, ни јас не знам точно колку треба да трае нултиот разговор, единствено знам кога треба да заврши нултиот разговор. А тоа е во моментот кога ќе имате благо наклонување на вашиот соговорник према вас, кога веќе ќе ги ококори, јас викам, очите, кога ќе ги спушти рамената и крајниот епилог ќе биде дај да го пополнам тој прашалник. До тој момент треба да трае нултиот разговор. Дали временски ќе трае 5, 10, 30, 40 минути, воопшто не е битно. Битен е крајниот епилог.
За жал не сме во живо да ве прашам дали знаете што е разликата помеѓу анкета и прашалник. Еве, овде имам напишано анкета, вика служи за прибирање на податоци од населението за подобрување потребите на нарачателот на анкетата. Значи, имаш одредена фирма, правно, физичко лице, сега многу актуелни партии се за избори и така натаму, тие спроведуваат одредена анкета, анкетираат луѓе на улица, по телефон, преку телевизија, одредени други инструменти сега преку интернет. Но кој е нивниот интерес? Тие имаат цел да тие податоци да ги искористат за сопствените потреби, односно за подобрување на нивната работа и продуктивност. Запомнете, анкетата ја прави анкетарот за сопствени потреби. Ова ќе ви го опишам одма. Јас уверен сум дека голем дел од вас биле можеби и застанати на улица за да им се направи одредена анкета. Вие застанувате, ве прашуваат одредено прашање, одговарате во рок од 1, 2, 3 минути, заминувате по пат и ако се свртите назад, нема ни да го видите анкетарот. И ако честно и поштено си поставите прашање, што направив? Изгубив 3 минути. Некој ги искористи моите податоци за сопствена употреба, јас изгубив 3 минути. Сега, за да не бидите анкетари и да не пополнувате анкета, користете го нултиот разговор, за да пополните прашалник. А што е прашалник? Прашалник е се однапред смислени, продажно ориентирани прашања, кои имаат за цел да решат потреби на соговорникот, односно на вашиот иден клиент, така што на крајот од прашалникот соговорникот ќе има чувство на задоволство. Зошто? Вие сте му помогнале да си реши одреден сопствен проблем или желба, или интерес, визија, иднина. Со нетрпение ќе очекува понудата која ние ќе му ја дадеме како предлог решение. Дами и господа, дали ќе пополнувате анкета или ќе пополнувате прашалник, зависи најмногу од вашиот квалитетно обавен нулти разговор. Мене не ми преостанува ништо друго, освен да ви се заблагодарам. Се надевам дека доста ви помогна во тој разговор, односно нулти разговор, кој според сите статистики правени, 60% успешна продажба е после успешно обавен нулти разговор. Немој да брзате, малку потренирајте со нултиот разговор, поразговарајте малку повеќе и се гледаме во вторник на работилница, заедно да видиме како тоа е на терен. Ви посакувам пријатна вечер и се гледаме во вторник.